Коби Итах дошол на местото на музичкиот фестивал Нова, каде што неговиот син Лиел бил убиен од вооружени напаѓачи на Хамас на 7 октомври. Тој и неговото семејство градат споменик за Лиел среде звукот од борбите во Газа. Итах изборува на група израелски војници за својот син и за повеќе од 360 други млади жртви во нападот на Хамас. Чувствуваме како местото да ни зборува. Секој евреин во светот, па дури и тој што не е евреј, треба да дојде овде за да види ни што поминал Израел, ни што поминале овие деца. Тие дојдоа да танцуваат, беа убиени. Ова место треба да биде место за аджилак за сите. Томас Серфати дошол на локацијата на Нова со група од Франција. Сакав да ги видам работите со своји очи, дома да можам подобро да разговарам за тоа со некои луѓе. Затоа што, како во Америка, така и во Франција, имаме некои луѓе кои се сомневаат во она што се случи, ужасот од она што се случи овде. Меѓу толпата посетители е и заменик председателот на израелскиот парламент Нисим Ватури со делегација од владеачката партија Ликуд. Додовме да ги погледнеме тие лица, да го поддржиме југот на Израел, да го видиме ова. Ова е причината што се бориме во Газа. Михаел Сабак рачно пишува Тора, документ од Стариот Завет во спомен на војник убиен на фестивалот Нова. Тој поканува посетители, евреи и оние што не се евреи, да бидат благословени со тоа што го поддржуваат пишувањето на Светата книга. Прекрасно е што евреите од Франција, од Обединетото кралство, од Америка, од целиот свет доаѓаат овде и плачат за луѓе кои не ги ни познавале. Тоа е големината на еврејскиот народ, што секој човек ја чувствува тагата еден на друг. Ципора Ватернов се преселила во Израел од Чикаго пред 10 години. Таа возела повеќе од 3 часа за да го доживее местото Нова. Psalm 30, the second to the last line. Псалм 30, предпоследниот ред вели: ќе ја претворам вашата жалост во танцување, ќе ви ја заменам тагата со радост. За повеќето израелци, иако помина речиси 1 година од настаните на 7 октомври, се уште има многу повеќе тага отколку радост.